Во следните 7 дена тетовци ќе се изјаснуваат што му недостига на градот. Младинскиот образовен форум на платото пред Центарот за култура постави голема табла со мапа на градот, на која ќе можат да се залепат прибелешките. Денес младите од Тетово посочија дека на градот му треба кино, летно кино, спортско игралиште, јавен превоз. Медиа арт клубот кој што функционира во рамките на Центарот на Младински образовен форум од Тетово денеска го реализира настанот насловен што му недостига на мојот град. Во првиот дел од настанот се спроведе работилница со членовите од Медиа арт клубот. Предавач на работилницата беше искусниот познавач на Тетово Дарко Гавровски. Членовите се запознаа со историското минато на градот, како се живеело порано, како функционира градот и како е денес. Во вториот дел од настанот поставивме табла со интерактивна мапа од Тетово. Мапата е поделена по региони и по улици и секој млад човек и секој заинтересиран граѓанин на Тетово може да помине да го изрази својот проблем, односно да посочи некоја идеја која што смета дека треба нешто да се направи во градот. Волонтерите на Медиа арт клубот ќе бидат постојано покрај таблата, ќе ги насочуваат случајните минувачи да ги изразат проблемите и преку стикери да ги залепат на самата табла. Таблата ќе биде поставена во период од една недела, а по завршувањето на тој период ќе ги сумираме сите добиени резултати и препораки од младите и од граѓаните и ќе ги преточиме во форма на извештај кој што ќе биде доставен до општина Тетово за понатамошно разгледување и усвојување. Настанот се спроведува од страна на Медиа арт клубот на Младински образовен форум од Тетово. Во моментот функционираат 5 медиа арт клубови во Македонија и тоа во Скопје, Тетово, Струга, Велес и Неготино, а тоа се места каде што младите можат на креативен и интересен начин да ги изразат своите идеи за релевантни општествени теми кои што ги засегаат самите млади. На територијата на денешно Тетово се живеело уште пред 8000 години. Градот во минатото бил меѓу првите по многу работи. Сега треба да се стремиме градот повторно да стане препознатлив и достоен за почит, смета истражувачот на историјата на Тетово Дарко Гавровски. Мојата улога денеска во овој проект е да направиме паралела од тоа што е тема на овој проект, што му недостига на Тетово. Мојот е историскиот аспект што имало Тетово, за да знаеме каде сме биле до сега, за да видиме каде одиме, така да ќе представам на младите денеска во Тетово историскиот развој на Тетово, што све поседувало Тетово, што имало од Тетово, се гордеело Тетово со многу работи кои ги немало во другите градови. Така да се надеваме дека тоа ќе се копира и во иднина, ќе бидеме град кој ќе предводи во многу работи, проекти и град кој ќе биде достоен за почит и за живење во иднина. Во минатото знаеме дека Тетово предводело со хорови, бил прв град со хорови во Тетово, бил предводел со хидроцентралата во Тетово, прва хидроцентрала во Македонија изградена во Тетово, така и да кажувале тетовчани да не е Тетово, Скопје, помрачина ќе го изедело. Значи, имало многу работи кои за прв пат бил театарски представи се организирале, кината, едно од првите кина во Македонија биле во Тетово, така да се надеваме дека во иднина исто така Тетово ќе биде не само да покрие работи што ги нема, туку и ќе има работи кои можеби и другите градови ќе ги нема, ќе предводи во инвентивност, во работи кои ќе влијаат на покомотен живот на сите граѓани на Тетово. Целта на настанот е да се потикнат младите да се активираат во нивната локална заедница, подобрување на интеракцијата со локалните институции и поголемо учество на младите во носењето на одлуки на локално ниво.